Почитувани колеги, мислам дека колешката Дафина опфати се, но имам чувство дека не е доволно разбрани сите меѓу себе. Пред да почне амандманската расправа, најголемите синдикати и други организации испратија интегрална писма до сите пратенички групи во собранието. Како што го испратија до нас, така го испратиле и до вашата пратеничка група и до сите други парламентарни партии. Суштината е што во овие изминати амандмански расправи, додека разговараме, двата најголеми синдикати или конфедерација или сојуз на синдикати испрати писмо до сите пратеници, до сите пратенички групи. Конкретно со одредени изразени барања кои што треба да бидат прифатени од пратениците, и заради тоа што тие пратеници се граѓани кои што гласаат и кои што имаат своји пратеници, а заради тоа што деловникот во собранието не дозволува некој од надвор да поднесува амандмани за буџетот, се обратија до сите парламентарни партии. Ние ги повикавме и од ССМ и од КСС и ги замоливме да ни го дадат нивното барање, што подразбира е нивно конкретно барање во тоа писмо, и ние на група на пратеници, еве ги тука, се потпишавме на нивните барања. И сега, барањето кое што ние во моментов разговараме пред нас е помош за вработените од реалниот сектор. Значи не од јавниот, туку од реалниот сектор. Со 3000 денари месечно. Бидејќи видовме дека барањето на ССМ е конкретно за вработените од јавниот сектор, нас ни се виде сосема нормално да го поддржиме ова барање на Конфедерацијата на синдикати на Република Македонија. Значи, вашата нервоза, вашиот бес не треба да иде кон мене, кон колешката Дафин или кон било кој пратеник од ВМРО ДПМН, не го зборев конкретно за вас. Треба да си ги викнете од синдикатот, да си разговарате со нив и да видите зошто луѓето имаат такви барања. Многу се прошири дискусијата и се кажаа работи кои што не се баш така. Ама не се баш така како што ги кажа колешката Дафина, затоа што таа го читаше писмото, и сега вие ако го спорите предметот на говор на колешката Дафина, вие фактички потврдувате дека синдикатите не се во право, а јас не би се согласил баш многу со тоа. Јас мислам дека вие не сте во право. Зошто? Еве тука, се што ќе кажам по она кое што го комуницираат синдикатите со соопштение. Еве вредноста на синдикалната минимална кошничка. 51.514 денари. Прашање колку и оваа е точна. Зошто? Заради тоа што тука нема внесено, например, една рата од кредит. Нема внесено одржување на возило. Возилото не се одржува секој месец, но се одржува барем еднаш или два пати годишно. Тие трошоци не се внесени тука. Значи оваа кошничка е уште повисока. Сакате да зборуваме за 30 дена разлика? И да 290 денари е поскап животот само за 30 дена. Само за една година е 16.000 денари поскап животот. И сега ние ќе кажуваме од соопштението од владата колку им се помогнало работените од реалниот сектор. Вемо не е сериозно. Не знам како на друг начин да ви кажам. 5 дена се слушаме тука, 5 дена имаме два различни концепти. Едниот е реалниот, другиот е розевиот. И сега јас можам, како пратеник од политичка партија, нормално да ги гледам работите од мојата гледна точка. Ама ова е соопштение на синдикат. Значи и синдикатите не ги гледаат така. Па не знам дали гледате, драги колеги, после секоја амандманска расправа има по некоја организација што ве критикува, почнаа со име и со презиме да ве пишуваат во јавно. Сега по наш налог. Како може по наш налог? Викнете ги синдикатите, нека ви кажат. Ако некој може да каже, јас, како што знам, господине Коле, не сум председател на синдикат, па за да може некој по мој налог да делегира некој кој што ќе пише на Facebook страница или во соопштение. Значи имате проблем со комуникацијата. Вемо. Пишаа 8 луѓе кои што беа присутни, а кои што гласаа 6. Па дали има полошо од тоа да се криете, ниту па да гласате против? Еве сега чекаме комисијата за законодавни правни прашања, каде што колешката беше многу гласна додека беше тука, таму ќе потврдите гласањето дека не сакате да им помогнете на вработените од јавниот сектор. Но еве тоа е прашање друго. Ајде да зборуваме за приватниот сектор, односно за јавниот. Тука еве кажувате дека оној индекс на мизерија не е точен, дека бил лажен затоа што сме биле втора земја. Еве нека излезе некој тука и да ми прочита за индексот на храна, дали е вистина или не е вистина дека сме 10-та најлоша земја во светот по инфлација за храна. Инфлација за храна се мери инфлацијата на храна минус реалната инфлација. 10-та земја во светот сме.
Најлоша 10-та земја во светот. Значи 10-то место имаме земено во светот по инфлација на храна. 32% е инфлацијата на храната. 50-60% скапени производите. И сега ние зборуваме 5,3 милиарди евра ќе имаме буџет, а никако да не им помогнеме на граѓаните. Тоа што вие го читавте, тоа се придонеси помош кон компаниите во услови на ковид криза. Ние така е, попречетете ги повторно бројките, ќе видите. Од 2020 година навак, каква помош имаме сега на граѓаните? Дали се сеќавате кога ве прозивавме едно време дека таа кризна мерка треба да продолжи? Дека имаше кои што важеа, ние велиме, не требаше да важат подолго, поднесовме дузина на закони, вие ни еден од тие закони не прифативте. И сега синдикатите бараат, заради тоа што инфлацијата е голема, заради тоа што народот все поскапо живее, сега вие вака велите, не, ние нема да им помогнеме со 3000 денари месечно и покрај тоа што можеме, затоа што вкупната сума е 180 милиони денари, за да им се помогне на сите работници, приматели на плата во реалниот сектор, од 18.000 до 22.000 денари. Тоа е најзагрозената категорија на луѓе. И сега вие немате 180 милиони денари да им помогнете на овие луѓе, а од друга страна тука не убедувате дека 590 милиони евра ќе сме имале повеќе приходи. Не е сериозно ова. Не е сериозно. Повеќе ниту ми е трагично, ниту ми е катастрофално, зашто тоа е веќе општо познато, веќе ми е смешно. Па и тие кои што ви ги даваат тези малку нека подзакочат, малце нека подразмислат што прават. Навистина е многу несериозно. Излегува премиерот, тука е и заменик министерот, излегува премиерот, вели го укинуваме прогресивното доначување, утре дента не го укинуваме, само го одложувам. Сега, како луѓето да веруваат во оваа економска политика? Како ние ќе им овозможиме? Сега зборувате за минималната плата. Немојте за таа тема да зборувате, ви се молам. Само тоа го имате и само за тоа го зборувате и вергувате на секоја една трибина. Волку била, онолку била, вака ќе биде, така ќе биде, и за тоа имате примедба од синдикатите. На 1 мај претходната година не бев јас со председателите на синдикатите. Вие бевте со председателите на синдикатите. Се сеќавате кога никој не ги повика, тие излегоа со работниците, ветија дека ќе биде усогласување на платите, не го исполнија тоа ветување. Не може да имате влада која што е скарана со сите синдикални организации во државата. Имате економско-социјален диалог, синдикатите излегуваат и велат ова е економско-социјален монолог. Ги викате синдикатите таму на некој театар и мислите дека тоа ви со ние партиски трибини, па ќе ги стануваме луѓето. Стани еден, стани друг, стани трет. И им викате на луѓето, одговорете ми, ќе ви одговориме писмено. Каков е тој социјален диалог во државата? И после се лутите и навредувате што луѓето ве пишуваат со име и со презиме, вадат соопштение за вас, ве нарекуваат непријатели на работниците, кога вие не ги повикувате на разговор. Вие не ги повикувате на разговор, па викнете ги луѓето, еднаш видете што е предмет на револтот. Ако јас завлегувам во варата, ве молам јавете се за реплика, може ми за тоа да се расчистиме. Ако супер, одговорете ми, јас баш тоа го чекам од вас. Значи тие такви закани, ве молам, можете на друго место. Во Борис Трајковски да му аплодирате на Димитар Ковачевски на трибина тие ваши закани. Немојте тука, ве молам. Немојте тука, ве молам. Кога разговараме конструктивно, да разговараме конструктивно. Вие до таа мера се движи вашиот бес, вашиот нервоза, мене навредувајте ме колку сакам. Тоа не може да речеме во опис на работно место. Вреѓајте ја партијата, вреѓајте ја коалицијата, кога сакате. Вие се расправате со синдикатите. Затоа што еве Ката Дафина ви го извади писмото, подпишано е доле. Подпишано е доле, Даниела Колева. Доле е подпишано од Благоја Ралповски, председател на синдикатот. Претходното беше од Дарко Димовски, подпишано од председател на синдикатот. Зашто вие не ги повикавте на луѓето? Исто тоа што ни го кажувате на нас како аргумент, може би ви е точно, викнете ги синдикални лидери, објаснете им го, па за да не после тоа ве пеналате, да не се лутите дека некој ги контролира луѓето. Смешно е, догутантно е. Затоа ве повикувам, затоа што тоа е повторно ваше ветување, не зборам на вас како пратеници, туку на функционери од вашата влада, дека еве да помене ребалансот, во наредниот буџет ќе ги инволвираме, лага. Но за да бидеме до крај честни и да го фатам времето, јас сакам да ви најавам уште од сега дека ние многу сериозно ќе размислиме, дека ќе ги повикаме повторно синдикалците и доколку сметаат дека тој чекор е исправен, ние повторно овие амандмани ќе ги поднесеме и во комисиската расправа за амандманите. Благодарам.